Стадион. Емисија за вашата вистина. Професор Јудмила Спасов, председател на Советот за македонски јазик. Професоре, дали се слушаме? Да, добар ден и на двајцата и на слушателите се разбира. Повелете. Професоре, Ману, председателот, вели бегајте од ова, ќе не уништи и јазик, и нација, и сеживо. Вие како председател на Советот за македонски јазик, велите не треба да се плашиме, македонскиот јазик во преговарачката рамка во овој предлог е окей. Постоел, ќе постои, се зависи од нас. Повелете. Значи, Советот за македонски јазик по повод овие настани актуелни свика вонда една седница и тоа по барање на членовите на Советот, кои што обстојно, детал, ги разгледа оние моменти што се однесуваат на македонскиот јазик и на македонската култура и индиректно на македонскиот идентитет и издаде едногласно соопштение дека е испочитуван македонскиот јазик, мислам во оваа фаза, од она што го прочитавме, дека е испочитуван македонскиот јазик, а со тоа и македонската култура и македонскиот идентитет. Тоа е мислењето на Советот. Сега, нормално дека јас имам и свое лично мислење, меѓутоа јас морам да го кажам оно што службено го направи Советот и мислам објективно гледајќи дека е така, морам да се сложам и јас лично со целата таа работа. Што значи почитување на јазикот? Тоа значи дека јазикот станува службен јазик во рамките на ЕУ. Сега кога тоа во оној момент кога ќе влеземе во ЕУ, може би претходно зависи од фазите, бидејќи потпишуваме различни договори со различни институции на ЕУ и ги потпишуваме на македонски јазик. И потоа следи една голема работа, а тоа е преводот на еден куп, мислам недогледен куп на документи, не на друг, туку само на македонски јазик, што значи дека тоа е службеноста. Почитувањето на културата значи дека бидејќи јазикот е идентитет, така е во европската и во светската современа култура, тоа значи дека нашата култура станува дел од значаен дел од европската култура. Некој ќе рече дека сме мали, да, мали сме, меѓутоа си имаме свој блок во културата историски, а се надевам и во иднина. И понатамо почитување на нацијата, бидејќи нацијата се врзува, поимот на нација се врзува, во овие услови современи, се врзува со поимот јазик. Јас не гледам ништо спорно во целото, сега јас лично не гледам ништо спорно, напротив, многу сум задоволен, бидејќи на некој начин, ако смеам да кажам, тоа беше мојата мечта, тоа е мојата мечта многу одамна, уште кога почна Хрватска, Полска и така натаму да стануваат членки на Европската унија. И тој им го зборував постојано на моите студенти дека ќе дојде таков момент. Професоре, кога сме кај мечтите, тие мечти можеме самите да си ги загрозиме. Еве конкретно да ве прашам. Споменавте ќе се преведува на македонски јазик. Имаме ли ние капацитет? Се помалку студенти има. Кај ќе најдеме луѓе тоа да го прават? Тоа се јадници документи, па ќе треба преведувачи за синхронизиран превод. Ќе треба, да. Сега тоа значи дека ќе се развие на некој начин, ќе се доразвие и нашата преведувачка дејност, односно нашите факултети од оваа струка, ќе мора да се насочат кон создавање на студиски групи од таква насока. Ние имаме, и тоа многу одамна беше пред 20-тите години, на филолошки факултет такви групи, значи преведувачки консекутивно и ова другото преведување на другиот тип на преведување и можам да ви кажам дека пред некои десетина години добивме задача на катедрата по македонски јазик да преведеме еден куп материјали. Мене ми се падна делот за рибарството и навистина беше проблем, бидејќи моравме релативно малку на луѓе да го сработиме тоа за релативно малку време. Меѓутоа, тоа може само да не радува, бидејќи ќе не развие. Ќе развие нашата култура и ќе го развие нашиот јазик. Ќе стане поатрактивна таа професија. Да, бидејќи таа професија, преведувањето е многу
атрактивна професија бидејќи ги поврзува културите. А тоа во денешна Европа е многу потребно, мислам. И во денешен Западен Балкан, како што викате, е многу потребно, значи културите морат да се поврзуваат, морат заеднички да действуваат и една со друга да се дополнуваат. Професоре, лично вас, не ли ви иритира тоа што во таа унилатерална декларација бугарите ќе напишат дека македонскиот јазик е еден од 6 бугарски дијалекти? Тоа ви е стара тема на вас, позната, како се справувате со тоа? Значи, вака, како ќе напишат тоа, не знам дали баш така, токму така ќе напишат или малку нешто поинаку. Меѓутоа, тоа е, според мене, дел од компромисот. Големото прашање е дали тоа станува официјален документ на ЕУ. Ми се чини, како што читам, и се надевам на тоа, дека тоа е само една, што велите, унилатерална декларација, односно декларација од една од страните, односно во случајот на бугарската страна, и дека понатаму тоа нема никакво правно дејство, колку што разбирам. Се надевам дека е така. Ние не можеме тоа да го спречиме, и тоа е еден вид компромис, на вистина не ми е пријатно, но последиците од таа декларација се практички ништовни, бидејќи не действуваат натаму во иднината и во сегашноста. Да не забораваме дека целата бугарска национална историја, целата голем дел од неа, уште од 19 век е граден токму на еден мит, во кој што сега ние не треба да завлегуваме, мислам, треба да гледаме позитивно, дека целата територија таа од Црното море до Јадранот е некоја си бугарска, јазична, културна и не знам каква се територија. Меѓутоа тој мит полека се покажува во стварноста дека не функционира, барем не во 20 или 21 век. Тоа е тоа, не ми е пријатно, се разбира, но од друга страна се воздржувам и гледајќи во еднината, гледајќи дека тоа нема никакво вистинско дејство. Професоре, последно прашање, кој признава јазици? Зошто толку се крева фама околу јазикот? Зошто ние бараме некој да ни напише каков ни е јазикот? Нашиот јазик е кодифициран, тогаш има свој историски развој пред тоа, со Мисирков, со Пулески предходно. 77 е влезен во Обединетите нации како словенски, јужнословенски. Зошто толку фама, зошто толку драма за нешто што државите признаваат јазици? Не, никој не може да не го избрише јазикот, ние самите можеме да се обратиме во Обединетите нации и да кажеме нашиот јазик е бугарски или е. Повелете. Да, значи, постои лична карта на нашиот јазик во рамките на Обединетите нации и тоа е признанието. Тоа е основното признание, нели, во организацијата на Обединетите нации. Таа наша лична карта многу јасно кажува дека македонскиот јазик е службен јазик во Република Северна Македонија и дури има и кодови за тој јазик. Само да си ги сретиме своите лични документи, својот пасош, својата лична карта и така натаму и така натаму. Ќе видиме дека се направени тоа произлегува од кодовите, односно е направена нашата македонска кирилица и транскрипција на латиница, службена транскрипција според кое што се водиме во сите можни компјутери кога минуваме граница, се знаете, минува пасошот и сето тоа излегува. Според тоа, не постои никаков проблем во таа насока. Тоа е прашање кој што е решено многу одамна. За жал, мислам дека се прави проблем околу јазикот, за да се предизвика други, за да се предизвика некои други работи кои што лежат во внатрешност на проблемот. Сега, прашањето е сакаме или не сакаме Европска Унија. Прашањето е дали ако беше се идеално, тоа јас себе си го поставувам, дали ако беше се идеално ќе немаше противење кон Европската Унија, бидејќи се сеќавам, ако ми дозволите, во врска со времето, кога Хрватска постепено беше во оваа наша фаза, јас бев 14 години професор по македонски јазик на Универзитетот во Загреб, се јави едно движење не у ЕУ, кој што може би сега изгледа смешно од денешна гледна точка, меѓу другото и тоа прашање се зафаќаше. Нормално е во светот да има
во животот, во културата на луѓето, такви сме сите ние, да има различни мислења, меѓутоа, прашањето е дали јазикот е вистинската тема или за таа тема се кријат други теми. Ето е прашање за Маричик. Ви благодарам многу, да сте жив и здрав. Стадион. Емисија за вашата вистина.